нешто конкретно. Добре ми дојдовте, ве поздравувам од хотел Лемак. Бидејќи постојано се поставува прашањето, а каков пример сме им ние на децата? Внимавајте што правите, деца ве гледаат, или пак утре ќе имате деца, внимавајте како се однесувате. Ние денеска го поставуваме прашањето. Каков пример ни биле нашите родители, а каков пример сме ние денеска? Добре ми дојдовте во великденското издание на Нешто конкретно. Денеска ќе прашам дали крушата под круша паѓа, дали од бувот може да стане и сокол или пак од орелот може да стане и гавран. На оваа тема денеска имам и баби, и мајки, и керки, и синови, и татковци и ќе се обидеме да дознаеме дали нешто ќе се договориме или сепак бадиела сме се собрале. Еве ги моите гости. Во неа врие револуционерската крв на славниот Александар Турунџе. Животот ја ставил на многу предизвици и искушенија, но таа уште цврсто гази по земја со крената глава и вели: им го зафркнавме детството на децата, им подаривме паметни телефони, ги отуѓивме едни од други. Сузана Турунџиева. Тој е пеач, татко и човек кој не се срами да признае дека направил грешки во животот. Како се сопнал, дали тоа можеби од дома биле направени некои пропусти или сам бил бунтовник. Слушаме од Гоце Пејковски. Тој е забавен, тој шири позитивна енергија каде и да се појави. Одскоро е татко на близначиња, а никогаш не се срамел да каже дека итекако животот и друштвото го ставиле на искушенија. Тоа е Марко Новевски. Кога доаѓаш од познато семејство, притисокот да успееш е голем, изборот е стеснет, а бунтовноста не е одобрена. Колку врати се отворени, а колку затворени заради потеклото. Слушаме од потомокот на Зоран и Наско Џорлев, Огнен Здравковски. Добре ми дошле, драги гости, официјално. Добре те најдовме. Hello. Значи, дали денеска ќе си имам работа со родители, односно сериозни, или ќе имам работа со деца? Моите деца уште не разбираат дека да можам слободно што сакам да правам. Се надевам дека до тогаш емисијата некаде ќе биде изгубена низ интернетот и дека нема да гледаат. Добро. Да. Насловото дали сме добар пример за децата, така да добро. Па не сме секогаш. Не, а? Јас имам мали деца, ништо не разбираат. Среќа. И Огнен нема деца, се уште не е во брак. Прај што сакаш, брате. Значи, Сузе тука ќе биде гласот на разумот, така? Јас сум класната на ова друштво. Како единствена баба и најверојатно најмногу свекички на тортата. Така да тука сум да ве поддржам и да ве утешам. Јас сум млад дух си, така. Сега бидејќи е недела, така, бидејќи е недела, емисијава се емитува во недела, вие го фативте тоа времето кога се бањаше само во недела? Не. Како не? Уште се бањам. Ја уште само во недела се бањам. А чекај. Иден ден недозволено? Сериозно. Огнен се тушира секој ден, тоа е таа нова генерација. Абе, ти живзија си за тоите дома. Па сега. Затоа се оцели, треба да каже се. Па не, оцелен сум ја сега кога живеам само моментално. Затоа вака бел во тенот. Да. 2 свирки плюс само за вода да плати. Добро. Ајде да видите позади перничињава ви имам ставено нешто да го прочитате. Во суштина станува збор за трауми од детството, за да видам. Да. За да видам. Гледате како ве разиграв иако сте родители. Да видиме. Како се поеди. Не прочиташ тоа човек сам. Ајде, значи на ливчињата имате трауми од детството, за да видиме која траума вас ви оставила впечаток и дали во суштина се сеќавате на неја или е заборавена. Ајде, најмладиот татко, тоа си ти. Дај ми ги парите да ти ги чувам, ке ти ги вратам. Мака, ова може би се однесува за другите родителите што им го правеле, дај ми ги парите да ти ги чувам, ке ти ги вратам. Кај мене за жал ситуацијата беше обратна. Јас на моите цело време викав, оставете ми ги парите и јас ке си ги чувам. Па после и не видите пари ги чував и така. И ден денес е така. Ги потроши.
Кој чување? Кој чуваше? Кој чување? Добро. Ден денес не научив да Ама чувам битно ништо. ти верувале да ти дадат, нели? Да. Колку што ја на моите сега од оваа перспектива си викам, боже, колку само меракот ми го правеле, а ја излегував како победник во секоја ситуација. Кажи ми, кога им оставаат парички на дечињава сега, каде одат тие парички? Има фонд Не, или жена ми е многу пази ги чува тони сан. Па еве, собират и кај да ќе купиме стан со тие пари од мекиците. Да, планираме мол да направиме со парите од мекици. Така. На периферија. Жена ми ги чува, да. Така. Кажи уште колку купи кола фалат сега. ние да те даде. Добри сте, добро. Не, сериозно. Шала на страна, шега на страна. Дека ми искара дека шала е српски збори, дека премногу сум го користел. Шега на страна, жена ми уште од сам старт им отвори посебни сметки и таму сите пари што ни ги дава дури од што не сретнува на улица и ни вика вадеа пари луѓе од новчаники става, нели, за да се живи и здрави, што нели незгодно ти е понекогаш. И тие пари зема ги стави на сметка, зашто првиот допир со тие пари ја мислам дека се за нас. Кога ние сте завршиле многу добра работа, еве ви пари во количка. Так, за деца, шуби деца сте направиле, еве ви пари. Браво, само продолжете вака. И ја почнав да ги тросам и жена вика, алове, за деца си. Добро. Добро, тоа е твојата траума, успешно си ја даде. Продолжи со дај ми ги парите, ќе ги чувам. Така да, тоа е тоа. Добро. Гоце, кај тебе што вика? Види го подобар е од тебе. Како он може, а ти не. А така. И слично. Се падна баш како што треба, Секогаш било тоа. И како си реагирал на тоа или дали ден денес ти е тешко? Не реагирав. Не реагираш, а? Ти Па да правиш реагирам, уште- може и подобар ке бев. Аха. Правиш уште поголеми глупости? Шалам. Па не секогаш, ама така. Па се шегувам, да. Добро, окей. Суза, кај тебе која е траумата? Што Епа, мукчето, само со памукче ќе те погали тетката, нема боцкање. Не. Да, навистина ние бевме едни генерации кога ништо не бевме добри и ќе одевме, ќе не однесеа, не ќе одевме, не носеа на лекар, немаше она консултации со матичен лекар, па на телефон, па ваму, па таму, нема, одиш директно напред, на минус 28, на минус 30, во Битола такви беа зимите, на минус 30, одиш на лекар и инекција. Вистина ми беше траума. И вистина ми беше едно такво чувство да мислев дека после тоа со денови не можам да мрднам. А сега не паметам од кога не сум примила таква инекција, можеби сега и иглите се други од тоа време. Кажи, Гоце? Исто. И тебе ти беше травма? Мене ми е, пак ја кажам ово убава травма, ден денес кога одам на лекар, барам инекција да ми стават и ме гледат, веќе марче пројде тоа време. Пројде тоа време сериозно. Ја од секоја сум сакал да отидам на лекар, да ми шљакнат инекција и да отидам и да сум здрав за пецата и тоа е тоа. Инекцијата тоа ми го прави. Имаше многу кристал, мислам дека се вика. А од тие се болните, да, тие болја. Да. Тоа што кажам Марче, кога ќе ми рече демек да ти помине побрзо, да ти ставиме инекција, кажував не. Значи, дај ми терапија друга, нема шанси. Тоа се помукчето Ти си него. го плачко. Современ третман. Не, човекот, гледа, ја од аспект дека никогаш во животот не сум допил антибиотик кога ми го дале. Ми рекле недела дена пи. Ако после вториот ден мене ми е подобро, јас застанувам тука со антибиотикот и тука е проблемот. И никогаш не сум се долечил до крај кога е тој период Само на. да те вратам на темата. Кажи. Примери сме, ние како родители сме примери на децата и ова недопивање на антибиотик не е добро. Зато инекции ќе примат. Добро. Бабите се кога таткови на инекции кидете. Чекај да видиме кај Огнен Ке мене што е. траума од детство да сварно осте тоа е за гости. Ти зарем? Ги ден денес како има? Па се шалам, секогаш моите кога сме чекале гости или нешто, никогаш не ме карале и немој тоа да го пипаш сега. Мајка ми кога сервирала, нормално ми зборела само да не растурам што е сервирано, што сакам од се тоа ќе ми направи на страна да јадам додека дојдат гостите пример. Ама да не чепкаш од масата за Да не гости. чепкам од маса, нормално бирејќи гостите да видат дека убаво сервирам и убаво. Кажете. Немате тогаш Инстаграм да фотнеш па да речат ама убаво. Не, гостите точно знаат колку кифлички имало. Значи, ако се 20, кога ќе дојдат, ќе рече 19. Оце најгометка. Или колку саламчиња, дешкавалчиња. Ти празна страна. Не, имаш правето. Значи, гости ќе не дојдат, немој да висите по маса тука, ќе си седите на страна, знаете Тоа како е треба. модно, така. Ако ќе заминат гостите, после седнете јадете, никој не ви брани.
Така беше сега. Сузе по-битолски како се тераше оваа традиција? За гостија или децава по надвор ги бркаа? Јас како вчера да беше ги паметев нашите Василици, бидејќи мојот татко покоен беше Васко, па то 3 дена се чекаше слава, па мораше колачињата тие да бидат наредени вака симетрично, па вака и не смееше никој да ги измрда. Че тоа беше закон, јас бев задолжена и баш ка ги пребројував да не некој од децата ми дрпне од колачињата. И тука бев на главно место, на главна позиција, тогаш така се славеа домашните слави и навистина беше тоа едно убаво време. Добри сме, значи сеќавањето на детството генерално се трауми, ама сега се смеете на јас имам Да, сега се смешни. Морам да споделам со јавноста. Која траума, кажи? Татко ми слави, мислам, имен ден му е Благовец. И мајка ми, нели, си купила се што треба за да спрема колачи, торта и така натаму. И јас као така мирен и секогаш учтив, чоколада за готвење изедов. Леле, целото го изеде. Ама горчливи беа порано? Горче, ама војбе. Уште се. Крвна ти се створат. Да. Добре. И бев така млце по. Добро, а со кои имиња ве нарекуваа кога бевте мали, кога милно сакаа да ви се обратат, а како беше она? Мене до ден денес исто мајка ми вика Оги. Оги. Тоа А е кога нагледано. нешто лошо правиш? Огнене. Огнене у живот ме нема кажано и оној татко ми, ама Огнен. А татко ми ме вика цел живот Огнен, ме нема кажано или Оги или... Авторитетот. Така е, и дали правам добро или лошо, цело време Огнен, нема кај него. И кога бев помал, кога се нервирав, зашто цело време Огнен ме вика, зашто не ме вика нагалено, но... Немаше пиленце, нешто од тој тип, Не, моите не се такви, не се тако не. вид на родители. Како бе, кога маже пиленце да му каже. Ама види го, он кога бил мал, бил многу плав и такво жолто Да, пиленце. Бел, Баш бел. ка нели во контекст на празникот па Великден жолто Така е. пиленце, да. Добро, тебе Марче? Не, Марко. Само Марко, немало а? Марче, немало ништо Марко, само тоналитетот бил различен. Ако сум добар, Марко, ако сум лош, Марко. И Добро. тоа е. Значи, Исто. Тебе, Суза? Сузана? Мене е Сузо. Сузе ме викале претежно во Битола, во Кавадарци, каде што бевме секој викенд, бидејќи мајка ми е кавадарчанка, таму ме викаа Сузане. Таму и ден денеска Сузаните ги викаат Сузане. Дали некои други се нервираат кога мене ќе ми рече некој Маре, и некој од моите другари, абе, слушате, вика Маре. Што се за Маре, кога ја не се замарам ти за... А ја бев пукнат порано за надимак, да имам, ама тоа е друга тема за друга. А како те вика? Никако, никогаш. Марко сум цел живот. Пукнат бе, било као да ме викаат. Извинен израз, Добро. лајно да ме вика, кај бев среќен. Гоце? Извини. Кај тебе Гоце Грешка како? да ме вика, Па кај пак мене- ќе бев среќен. Кога бев фин, кога бев добар, секој сине. Аха, И мајка ми и сине. татко ми. А кога не бев добар, не ми се обраќа. Ајде. Не ти се обраќа? Па не ми се обраќа. Аха. Да, само право е, со па не, погледот. така е најчесто, да. Порано ми Погледот се или браќа. silent treatment, да, танки, Погледот или... да, да. Аха. Не знам телевизија тоа. Не галеле, знам, не да, сме ама- галени генерации. Добро. Се да каже дека Ова ти е љубов, така. Кога го сватете, погали љубаво, мушки. Ајде да точно на тоа сакав да преминам. Значи ќотекот од рајот излезен. Ја не сум Тоа тепан, така затоа сум беше. Во суштина, викаат дека на детето искуствено му покажувале дека боли нели ќотекот, за да понатаму не се тепа или не знам како. Или да речем искуствено му покажувале дека може да се изгори од пеглата. Ја тоа лично го имам доживеано, мајка ми со прсче вака ќе ме допреше за пеглата, чисто само да видам дека тоа е многу врело, нели не дека ќе ме изгори, или на игла. Во суштина да го правиме тоа преку искуството и сами да стануваме свесни. Денеска многу им зборуваме, ама најверојатно не им даваме искуството да го поминат сами. Ајде, класната. Дали сум тепала или дали ме тепале? И двете. Кај се? На здравје за ќотекот, да наздравиме. На класната најтешкото и се падна. Да. Јас и во мојата книга која што сум пишувала биографска имам еден ќотек така доста сликовито го имам објаснето. Мојата мајка, да ми е здрава и жива, ден денеска не верува дека тој ќотек се случил и дека тој ќотек ми го дава. Еднаш ме истепала. Јас тој ќотек навистина го паметам како да беше вчера, спектакуларен ќотек беше.
Куларен. Мислам дека толку не и беше денот на жената, што и кој знае колку време после тоа се каела за тој ќотек што ми го дала и тоа се работеше за некоја си кукла. Кукла, некоја скапа кукла од некаде од странство донесена, која беше нешто престиж да се има таква кукла која зборува, која прави нешто, не знам што. Ти ја ишиш, али што и направи? Јас тогаш беа во мода локиците и Здравко Чолич, а куклата имаше раскошни црни коси и јас решив да ја направам локица. Ама несреќен изборот. Ја направив катастрофа. Посвети локица. Што и ножиците не ми беа погодени, не за нешто друго. И во тој миг кога јас завршував со мојата креација на куклата, влезе мајка ми и се излезе од себе, излезе од себе и јас после тоа се држе вака со денови да видам дали можам да одам. Тоа беше еден ќотек, можеби. Како размислуваш, значи дали навистина е потребно детето да се подудари, подчукне да речеме за да се освести што направило или во суштина она кое што денеска важи детските прави и така натаму? Секогаш сум против физички да им покажуваме ние, да им демонстрираме сила на децата и ден денеска го тврдам тоа дека не е добро и секој родител кој што паднал во искушение да си го истепа детето или да го удри макар еднаш и тоа еднаш се памети и боли, тоа е навреда на неговата личност. Мислам дека после тоа многу страда во себе и секогаш и како родител и сега како баба навелам никогаш да не паднеме во искушение да кренеме рака, не дај Боже нога на дете или на било кој друг. Има многу по-други мерки, начини на кои што можеме да на детето да му кажеме дека до тука смееш, до овде натаму не. Така, добро. Марче, кај тебе како е? Пошто си бил многу мирен? Песен ми има татко ми удрено 2 пати во животот, да. Ги паметам, секако ги заслужив. Тоа морам да кажам дека глупостите што ги правев бе глупости опасни и за мене и за околината околу мене и само можам да се ставам во негова кожа, нели сум го извадил од такти познавајќи ги моите како родители, тој ќотек е поише од страв дека нешто можело да ми се случи, нели, отколку како воспитна мерка. Искрено, мислам дека тоа е дека како воспитна мерка ја не верам дека има потреба да тепаш него, дека може да се договориш, нели рече ти преку примери. Јас сум од оние луѓе кои што никогаш не научиле од тук пример, значи никогаш не научиле од тук пример. Можам да видам пред мене како ќе се случи, ама додека мене не ми се случи како да не случило. И фактички тој пат го одев потешкиот ни животот, зашто сам си го наметнав, никој не ми го наметнал. И тие 2 пати во животот што сум удрен од моите таа не знам очена проба да ми покажат нели преку таков пример за да не правам, ама џабе немало ефект. Кај мене ќотекот немаше ефект. Искам како го памтам, ама немаше ефект. И кај тебе Гоце немал ефект, а? Јас можам да станам во моментов сега и да не разговарам на оваа тема. Добро. Затоа што сум баш ја бев многу немирен прво. И сум така посериозно тепан, да кажем, од родители, затоа што правев многу грешки. Многу грешев и као дете и кога, нели, одраснав, да кажем. И апсолутно го оправдувам тоа, затоа што можеби да не беше татко ми толку строг со мене, можеби немаше да видам тоа што сум денес реално. Не, може да не сме биле тука, брат, реално. Да. Може да не сме и можеби ќе направев уште поголеми грешки во животот, затоа што реално си имал страхопоче, си имал страв. Не, тоа можеби и не е во ред, ама и е во ред. Да некогаш кога ќе претераш или кога ќе претера дете да му подвикнеш, да го чукнеш по газето, да го така. Мислам дека тоа е, да кажам, не го оправдам, пак ќе кажам, ама јас сум си го заслужил тоа. Тоа е така, добро, свесен си за ситуацијата. Да. Огнен, младата генерација, новата генерација, значи што вика, значи има 27 години, ние сме над 30. Па ќе видиш, јас сум пак растен од 97-те, да ги кажам, од 90-тите и 2000-те ги имам фатено, така да јас сум исто така построго воспитуван, не дека сум бил галеничен на мама на тато. Добро, на мајка ми сум, јас сум и слабост, дали сум правил лоши работи, дали не. Мајка ми знаела да ми се људи најмногу еден ден. Така и до ден денес, така ќе се скарам или нешто ќе направам кој што не треба, еден ден ми е лута и после тоа поминува. Татко ми кај него траело тоа со денови,
Дали сум бил тепан, па како тепан не сум бил тепан, но што кажа Гоце, сум бил подчукнуван по газето како нормално. Еднаш само во живот ми мудрено татко ми со право, но ме нема тепано, него ми мудрено шамар само. И го памтам и благодарен сум му за тој шамар, бидејќи со право го има направено тоа. Бев 6 или 5 оделение, не можам да се сетам баш точно, и за бадника и нас се прави, нели се пали огин како секоја традиција, и ја бев многу мал. И се имаше постари батковци од кај мене од мало и пијат греана ракија. А татко ми беше во организацијата, во одборот, и сега ја не можам да идам да земам, ја сакам да се напијам, не можам да идам дека он е таму. И еден друг од постариве ми носи на мене кога демек проба една, проба втора, проба трети, татко ми ме виде веќе, а јас веќе тука се напив. Реално разбориме бе. И ми беше гајле за све. И само ме погледна. Но немаш ни приметено Другиот ден примети. Како ми кажа. Другиот ден ме заболе. Хорор филм беше тоа. Ја се каам, стварно се каам, зашто не знам што се случува. Блага сладка ракија греана и со овака ми напри татко ми иди дома. Аха, не те тепал пред луѓето. Не, иди дома. Сте полошо. Тоа може да пренесо, не со. А мајка ми моментот се спрема да дојде ногинот, јас доаѓам дома и веќе плачам, а ништо не се случило. Што е работата? И викам вака и вака. Ќе ме тепат. Ево татко ми доаѓа, позади мене иде дома и тука мајка ти се го напри. Видна. Добро. И утре дента нормално седнавме и разговарав, ми кажува дека Како тоа... трезни луѓе. Со пијан човек не се разговара, затоа ме чак наледна. Не, најака беше мајка ми ме прашува зашо го направи тоа. Имаше потреба, викам, па ме тера постариот, демек не си мангуп. Друг бил. Не си мангуп, ако не пробаш, не си фраер, постариот така. Кој беше маветот, ако рипа, сито вардар? Малку друга форма беше кажана од мајка ми. Ама Тоа е тоа. Добро е. Сега, што е она на што вие сте посебно горди дека сте научиле од вашите родители, а што е она што некако им замерувате дека не ви кажале како треба? Кај мојот пример е, например, не ми кажале да се борам повеќе за себе. Тоа некако не ме научиле. Па јас стално им замерувам, демек зашто не сте ме научиле. Во друго време сме, Снежа. Што е она на што си ти горд што те научиле, а што е друго? Ајде. Да што ме научи да бидам добар емпатичен човек. Едноставно животот како да го живеам ми дозволија и ми овозможија. И тоа сум многу горд на моите родители. Не ми се меша во многу работи, пробуваат да ми кажат да фатам прав пат, иако понекогаш бев стварно ќе кажам и проблематичен, и лош ученик и се, и поминуваа преку тоа, има верба во мене дека ќе направам нешто во животот и ете така. Па да речеме сега, нели, јас се гледав некако другачие. Не, добар си. Така, ама добре, ајде да речеме добре. Какви ги има, ти си добар си сватно. Тоа ти што рече, да ме учија на она, ајде кажам од времето на СФР, братство, единство, дека сите ќе си го добиеме тоа што сме заслужиле, нели, според. Да, и тука е грешката, не ме научија дека ќе дојде време на селјачизам и ренесанса ваков и дека ќе треба да си имам работа со будали, необразовани кои што да не почнам сега да кажам. И тоа ми е кочницата. Прво гледам, премногу гледам да не го повредам другиот, со него му е гајле за мене и за све околу мене, а ја пак имам емпатија према него и од една страна им благодарам за тоа, од друга страна па им замерувам за истото. Така, добро. Сузе, како е кај тебе? Ако Марко би рекол друго време беше, па моето беше скроз друго време од твоето и од вашето. Тебе си за колку години? Ние на вистина во моето детство, кога веќе почнав да ги осознавам работите и да почнам да се обидувам, да имам мое мислење без да се коси тоа, да мислам дали се коси со мислењето на другите или на родителите, на вистина беше црно-бел свет. Ние навистина живеевме во црно-бела техника. Јас го паметам денот кога купивме телевизор во боја. Сузе, не кажуј. Знаеш зашто купивме телевизор во боја? Да го гледаме погребот на Јосип Броз Тито. Тоа како за да може боја да се види. 80-та година, смешно ви е на вас, мене сега од оваа дистанца ми е жално кога ќе се сетам, но до тој момент ние дома имавме црно-бел телевизор. И немавме многу некое големо право да бараме некои своји да носиме некои своји одлуки. Иако јас расте во едно прекрасно семејство, можам да кажам за тоа време, сум многу благодарна на моите родители кои беа учители. Беа учители и не ги всадија сите добри навики
мене и на брат ми. Многу сум им благодарна за тоа што не научија од мали дека најголемото наследство кое можеш да им го оставиш на своите деца е чистиот образ. Одлично кажа. Да. Значи, живеевме точно во едно просечно работничко семејство каде што се живееше од плата, каде што немаше никакви дополнителни приходи, се имаше автомобил, секој лето се одеше на одмор, но ние го почитувавме тоа и тоа како што нашите родители стануваа во 4 наутро, како прва генерација на селски учители, прва генерација што завршиле учителска школа, работеа во далечните мариовски села. И тие во 4:30 мораше да го фатат автобусот, да не остават нас дома сами мали, за да стасаат во 8 на настава таму некаде далеко и вечер се враќаа во 8-9, ние бевме заспани. Значи, тоа беа времења во кои ние не се осмелувавме дури ни да направиме грешка. Најголемата грешка која ќе сме ја направиле е да се симнеме додолу, без да кажеме дека сме се симнале нешто да си купиме од продавницата доле на приземје. Так. Значи, тоа беше најголемиот грев кој сме го направиле. Што е она што не те научиле, па денеска ите да речеме тие не ме научиле тешко во да животот? Не ме научиле да она истото што и тебе не те научиле, да не се откажувам, да се изборам за своето мислење, да не тагувам кога нешто некаде ќе ме пречекаат онака како што не ми е мене својствено да ме пречекаат. И не ме научиле да одам до крај, туку јас цел живот кога ќе забележам дека нешто не е како што треба, јас се повлекувам. Да. Така, добро. А Огнен, тебе? Твоите родители си имал примери од кои што можеш да учиш? Нешто што не ме научиле, до сега немало и реално преблагодарен сум за се што ми кажали и што ме поддржале. Имало милион примери, баш кога сум почнал да градам мојата кариера, ќе тргнам од тоа. Секогаш стоеле позади мене, секогаш ми помагале, но јас не сум сакал се сам да правам. Сепак татко ми нели он не е познат, мајка ми пак она се повлече оддамна, веќе не е во шоу бизнисот, во тој свет, си работи во опера и балет, но сепак ја знаат луѓето и сум можел на името на мајка ми, ама вујко ми бил единствен што цело време јас сум идел со него, он не ме бутал како што многу зборат, еј Џорлев го влече сегде внук му. Не, баш напротив, јас цело време сум сакал да бидам како него. И дол ми бил уште од дете, од толкицок и сум учел, сум гледал од него, сум го имитирал, порано има виолинче мало и идев со него цело време, дали на свадба, дали на што, ќе застанам и имитирам дека свирам јас. Така да, едноставно, само убави работи јам научено, ќе го споменам и него, и од мајка ми, а те научи ли како да се заземеш за себе си? Нормално. Затоа што сепак не е терет, па е на некој начин терет да го носиш името Џорлев, затоа што очекувањата се поинакви. Луѓето очекуваат дека ти нели ќе застанеш и дека ќе дадеш нешто многу. Ја многу пазам на тоа. Немаш право на грешка, сакам да кажам. Ќе кажев јас пазам да не сгрешам, бидејќи пак ги знаат, ме знаат и мене и одма толку ќе ви реве го. Се што направиле неговите, он кај се погоди, детево, нели? Ми има мајка ми кажувано, никогаш да не се откажувам кога почнав, да не се разочарувам, може нема да направам јас од старт тоа што сакам да го направам, но да бидам упорен и да идам до крај, да си барам тоа што е мој и да се борам за тоа. И убаво ти оди сега за сега. Фала му на Господ, одлично. Так. Гоце, кај тебе? Па јас, како е? Што не те научија твоите? Па нема нешто што не ме научија, ме научија се. Ама ти како си го добро, кога се лошо, важно ме научија се како што треба. Добро. И реално дека знаеш, во тоа време беше, пак ќе се вратам на тоа време, јас фатив од тој дел од црно-белиот телевизор. Да. Добро. И тогаш имаше употребува као зборови стариве нашиве, учи да не работиш. Да. Што значи тоа, дај да кажеме на овие генерации? И сега, врска нема, тоа ќе кажеме само. Баба ми викаше учи ќерко да бидеш кралица. Да. И сега некој го свати тоа буквално, кој се фати за книга да учат, никогаш не се фатија да работат. Но дојде транзиција, таа матна транзиција, дојдоа многу ситуации после кај што мора да работиш за да обстадеш. И благодарејќи на таа транзиција, пошто ќе кажам, јас растев исто во скромно семејство, работничко семејство, да кажам. Татко ми работеше, мајка ми беше домаќинка. Живеевме од плата и животот ме научи ствари дека треба да се борам и да работам. Затоа сум бескрајно благодарен на родителите и на
Така, одлично кажа. А кога јас би ги прашала вашиве родители, чека овдека имам напишано, прашај, што молим те, мислите, студентите. што мислите дека ќе ми кажат, на пример, ако треба искрено да кажат за вас. Мале, стока остави го. Има вакво, значи, има своји грешки, ама добро дете, исто како да не е мој, и ме надмина во се. Тоа првото. Има своји Мајка, грешки, има свој, ама добро дете, бе. Добар е во душа, да. Добро мисли. Сега глупости прави, ама добра душа има. Така? Добро. Суза, кај тебе дали ме надмина во се, затоа што... Кај мене никогаш во животот не се случило да ме пофала. Татко ми додуше почина многу млад, 30 и нешто години од неговата смрт. И многу се гордееше со мене, беше толку горд на мене и секогаш на моите настапи во средното музичко во Битола, кој јас тогаш многу често настапував, многу надпревари на ниво на Југославија учествував и тој секогаш беше и победував и тој секогаш беше во првите редови и на сите околу него им велеше: "Ова е моето џубе." Со таква гордост им кажуваше на сите и претпоставувам дека да беше жив, многу убави зборови ќе чуев од него, бидејќи тој беше човек кој многу му се радуваше на животот, многу. Мојата мајка е многу правична, многу скромна, дури во минус скромна, не знае да си го вреднува она што го има, она што го поседува како сопствени квалитети. Она секогаш оди со тоа дека секогаш некои други се подобри од нас, од неизе, од сите други, и дека секогаш треба да чекаме, никако ние да кажеме пофален збор, друг треба да каже за тебе некој убав збор, кај смееш ти за твоето дете да кажеш. И јас никогаш не бев гласно и ден денеска никогаш мајка ми не ми дала некакво признание, убав збор. Сега каков е случајот со тебе, со твоите ќерки, па и со внучето, ги цело време фалиш? ги обхрабрувам и цело време ги полнам со убави зборови, бидејќи јасно ми е, видов животот како шиба од сите страни. И животот, знам дека велат заштитувај го твоето дете дури и кога е криво, бидејќи животот ќе го казнува дури и тогаш и кога е во право. И јас секогаш сакам, бидејќи моите деца за жал растат со еден родител веќе цело свое детство и сега во овие години. И јас секогаш сум морала да надополнувам и за другиот родител, да давам ветер во грбот, да давам убави зборови, да ги охрабрувам дека иако се женски, иако растат само со мајка, тие нема да имаат ништо помалку од оние кои растат и со мајка и со татко. Баш така. Добро, кај тебе каков е случајот? Тебе? Те охрабруваат, што викаат, ме надмина во се. Првото и третото е кај мене. Првото и Моментално третото. е третото Значи, сега. добро. За третото. Битно дека си нивни. Тоа е најбитно, ама сега почнуваат да ме фалат, бидејќи стварно све што почнувам сега, преблагодарен сум им на нив што ми помогнале кога сум почнал, но и преблагодарен сум си на сам себе на Господ, бидејќи сорувам сам работи сега, разбираш, нема и мамо дај ми или тато дај ми, него се борам, животот е борба. А им даваш сега ти им помагаш? Нормално. Што си купил дома? Кажи. Цело време, ако ништо, знаеш што викам на мајка ми, ја терам она таква е, не сака. Викам, мамо, ајде излеземе, викам, да испазариш све што треба, зашто знам дека ако и кажам, еве, дај од мебел да видиме што си купил. Сега, сега нема месец дена кога што изреновирав се дома, се сменив цел намешта и комплет. Ама кај тебе тоа. Кај тебе Дома кај моите, не? Добро е. Добар си. Ќе ви се добро да запишете така. И мене добро. Гласнов стан. Знаеш што? Да сум под кирија, не сакам да го средувам тој стан, кога ќе си зјам мој стан. Макинско размислување. Домаќинско, убаво, добро. Кај тебе, Гоце, чив си ти? Првото, а? Има своји грешки, ама наше дете... Има своји грешки катастрофални, но... Имаш катастрофални. Види го се снаѓа. Животот, не дека нешто ми бил розов животот, по своја вина нормално. А, добре дека признаваш. Секогаш мајка ми Бог да прости стоеше до мене. Некогаш ние сме синовите сме слаба точка на мајките. Не дека на татковците, не, туку реално на синовите се благонаклонети секогаш. И јас имав таа заштита од мајка ми секогаш. Така, мислиш дека ти направила... И она умееше да се пофали, знае, со мене, еве син ми, еве. А татко ми никогаш ми нема кажано, супер си.
А пред луѓето некој знае да ме пофали, ова мене вака многу ретко татко ми е баш и критичар и тоа е време на, мислам, такви биле родителите и моите се такви да не ме пофалат нели мене. Пред други. Гордоста на моите вина. Зошто го правеле тоа кога мене ми значело многу, на пример, дури моите се им беше непријатно кога јас добивав награди за да дојдат да присуствуваат во публиката затоа што сметаа дека нели некој да не рече нешто, ургирал некој, знаете како, па јас сама. Тоа е таа скромност. И свесно не ти кажувале дека си добро. Зошто го правеле? Затоа што да не те возгордеа. Јас имам ситуации, имам ситуации колеги мои пејачи, не знам, и музичари и така натаму. Ке почне син му да се занимава со музика, леле син ми најдобаре. Леле син ми најдобаре. Абе, чекај, полека, рано е. Викам, немој да му збориш така на детето, ќе го возгордееш. Како беше? Прва година на факултет по медицина, докторката наша. И сега ти му правиш на детето да мисли дека многу знае. И утре се случува на тој што треба да го научи, реално, да не го слуша. Татко ми мене ми кажа дека јас сум најдобар, ти немаш што да ми кажеш мене. Добро, ќе треба да одиме на реклами, ама само да прашам, имате грешки кои што си ги надвор по реклами веќе одиме. Имате грешки кои што си ги признавате? Апсолутно. Она грешка ми е, си признавам како родители. Како родители, си го признавам, значи грешка ми е и се носам со тоа и им кажувам на децата грешка ми е ова, немој да го повториш или си ќутенката не се десила. Не, пак ќе кажам, моите се многу мали, ама нешто што мислам дека треба да поправам кај мене избувливоста. Се уште многу сум избувлив во одредени ситуации и треба да сватам дека сега. Мислам, избувлив од типот се нервирам, ја не на нив нешто да им се туку јас почнам да се нервирам и тоа се рекли за страна, зашто вака, зашто не се сподна, зашто и целата динамика на денот ми е за џебе упропастена и на тоа треба да поработам. Гоце, како е кај тебе, значи имаш грешки од тоа и што сме видели, што сме слушнали, сега зборуваш јавно за тие грешки. Секогаш. Тоа го зборуваш за да научат другите или да се оправдаш себе си? Па не чувствувам нешто да се правдам, немам потреба да се правдам на никого. Туку сакам да научат луѓе од генерации што доаѓаат дека живеат во време кај што секој може да сгреши и да остане. Да. И препорака ми е да не грешат, да не прават катастрофални грешки како јас што направив. Ти потпадна под искушенијата заради тоа што не беше цврст или не знам, од дома може не ти кажале како треба или едноставно заради бунтовноста? Од дома ми е точно се кажано што треба да секој родител му мисли добро на детето и секогаш го учи на добро. Никој родител детето не го учи да греши во животот или да нешто прави што не е добро. Муаветот ми е дека сами застрануваме. Дали друштво, дали само од себе, дали некоја еуфорија, пари може повеќе. Дали цацко ќе те натера. Дали цацко, Цацко ќе те натера. Така, да. И муаветот ми е дека реално е секогаш да си ги признаваме грешките и дома и надвор од дома. За да децата научат дека не треба, дека кога не треба, не само да ги признаваме и да си платиме за грешки. Како мислиш? Ние си плативме, дали си платив? Па на одреден начин сега, зависи каква грешка се направи. Правиме муабет за домашни грешки сега, дома нели лични. Ке те прават дали ќотек, дали казнат у соба, не дала. Ама кога си возрастен. А иначе кога си возрастен, грешките во животот да ви се кажете, пак треба да цехот се плаќа. Се плаќа цехот, да. Тоа е тоа. И на најтешкиот начин го има платено, значи тоа е баш. Мислам, реално затоа и почнав да зборувам јавно и за пороци и за се, за да среќен сум кога луѓето ќе ми пишат на Инстаграм, на Фејсбук дека Фала ти што сподели. Фала ти што сподели, така ли? Да. Дека да видат луѓето бараат совет од мене, пошто реално сите се подложени на пороци и така натаму. Еден човек да помогне со твоето, овакво си направил многу големо дело. А те гледаат ли со презир одредени луѓе, заради тоа што ние не зборувавме јавно во емисијава, си кажал секако, значи пороците се коцка, алкохол, алкохол не толку. Меѓутоа криминални дејствија некои не такви. Беше само за коцката, за Добро. И реално знаеш,
кога ќе почнеш да кажеш искрено на луѓето да им кажеш што ти се случило во животот, не за да се оправдам кој што кажав, туку за да некој научи нешто дека тоа не е добро. Само ради тоа го направив тоа. И сега наидуваш на луѓе кои немаат друга работа, тие се цел ден со телефонот во рака, и тој сега види го овој. Да, берачи на туѓо гајле. Да, и тоа е муабети. А ти кај си видел толку пари за да потрошиш толку пари? Кај си видел ова? Па ти не си, овој не знаеш што зборува. Ово е ваков, ово е Сите се суди, врховни суди се за нечии туѓи животи да коментираат. Тоа викаат цариве имаат една изрека, задржи ми го копилево да му се насмеам на копиленцево. Да. Баш така е. Што ново. Значи, реално не можеш на луѓето да удоволиш секогаш и секогаш ќе наидуваш на луѓе, да кажем, идиотски настроени. Тоа е идиотизам. Секакви не. Да, но ти си знаеш каде ти е местото, знаеш како си се избавил и тоа е многу важно. А сопругата како реагираше, дали е се во ред? Стабилни сте? Ние не сме заедно веќе подолг период, да. Се разведовме затоа што не бев реално добар. По моја грешка се разведовме и тоа е тоа, се живееме. Она си живее со децата, јас си живеам сам. Меѓутоа комуницираме, не ни комунициравме извесен период, затоа што не бев добар, пак ќе повторам. И по моја грешка се случи тоа што се случи. Меѓутоа се сме си во супер односи и тоа е тоа. Одлично, добро. Сузе, ти за твоите грешки, за твоите погрешни избори, како ги комуницираш, не ги комуницираш или нема погрешни избори? Јас не признавам грешки, признавам лекции. Секоја една неповолна ситуација, па и ова што ја коментираше Гоце, била лекција, да те научи нешто во животот. Не е во животот ништо глатко, се подмачкано, не е животот црвен килим, ајде ние ќе поминеме и ќе се сликаме. Животот има падни стани, па ако не се тие неповолни ситуации, па како ќе научиш во животот да истраеш, да издржиш, да бидеш подобар од тоа што си бил, еве убаво кажа Гоце. Сватил да некој работи и денеска е подобар човек благодарение на тие некои грешки. Сите ние во животот правиме и нема човек кој е безгрешен. Јас постојано на моите керки им велам, имате човек од чии грешки можете да учите многу. Полека. Јас на моите грешки имам и магистрирано и докторирано. Така е. Така да, ако пак кричам, ги нарекуваме грешки, јас не ги велам грешки, јас ги нарекувам лекции. Класната има лекции. Класната да ми каже све како треба. Со докторат не. И да не биле тие некои мои погрешни избори или некои мои погрешни ситуации, можеби јас немаше да имам деца, или немаше никогаш да се охрабрам да влезам во некакви брак, врска и така натаму, но пак ќе велам благодарна сум на животот што ми даде можност да одам напред, да добијам деца, да се реализирам себе си како мајка, денеска и баба и да можам да ја споделувам таа убава енергија со сите нив. Одиме на реклами. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме после рекламите. Ова овде сачува значи дека има во овој случај не се поговорки, обично се поговорки, меѓутоа ова се прашања кои што ги поставуваат деца и да видам како ќе ги одговорите. Од тие најтешките прашања ги поставуваат деца. Еве ја ќе извлечам едно. Опа, ајде. Фрли ми го мене тоа доляко. Не, ќе извлечам. Нека, стај, ето. Нема везе. Врати го, не, врати го, можеби тоа ќе ми се пада. Тоа е најболјото прашање, знам. И пак исто да го земам. Вика? Да. Да, ако го земам стану пак исто. Ништо, стави си го таму. Ми нека не ми се свиѓа. Ајде, Марко, ти како најтазе родител, што би те прашале твоите деца, да речеме, хипотетички, како ќе им одговориш? Ако капка солза паѓа од огото, зошто не можеме да ја вратиме назад како мрсулите? Што да му кажам? Ова мораш да го покажеш. Ова ќе морам да го покажам, така, сине, зашто кога брцаш нос се убаво, ако брцаш око боли, па така и со ова. Не знам стварно што ќе му кажам, нека. Ќе му речам, ај брци си, Волко. Ај брци си едно, видиш, ај шмркни со око, не можеш, шмркни со нос, ете, просто едноставно. Добро. Огнен, ајде да видиме. Зошто ние немаме голема кола и голем стан како што има Мија од градинка?
Па, види, се уште не сум родител, но кога здравие Боже во иднина, кога ќе имам деци, ако дојде до тоа прашање, а не можам да го приуштам тоа, ќе кажам, бидејќи Господ така има, ќе ги воспитам или ќе го воспитам или синот или керката, Господ така не води по тој пат, бидејќи на некој дава повеќе, на некој помалку и треба да сме благодарни за тоа што ни го дал Господ. Толку што имаме, толку. Мислиш дека ќе те разбера или ќе почне да плаче? Па ако почне да плаче, не знам што да кажам, ќе советувам дека Што одма со муаветот, не е се до парите. Така. Не е се до парите. Ја учам тебе на убави добри работи, што со пари не се купуваат. Така, тоа ќе кажев и јас. Ние имаме нешто што нема мија од градинка, пример, и тоа е. Ние имаме голем фриждер. Да. Имаме за јадење. Не, најакуабе тоа што ќе се да поврска со оваа тема. На маса нема везе, кај другарки, ни седиме на маса и вика она коментира дека како ќе ни беше убаво да си имавме пари сега живота. Ви татко ја слушаме, дали некош гладна си била во живот? Дали ден си поминала да немаш јадење дома? Не. Дали една година на одмор не си била? Не. Дали си облечена секојаш, дали си отишла не бањата во школа? Не. Па што збориш глупости? И со право и така е. Тачно. Збори глупости, брат. Ги добил сите комодитети во животот, значи све што треба и образование, и лабав еден живот. Реално, со платени сметки, други платени, не си мора ти да работиш од мали нозе. И не е доста тежок ни бил животот нас тогаш. Кога ја слушам тако мој ќотек. Добро, може би треба од моите деца. Воспитувањето Ќотек. може би треба да оди на тоа за да не дојде до тоа прашање. Да. Така е. Предпоставувам дека така Добро, деца си ќе прашаат, не да. знаеш, децата поставуваат прашања како ова со окото. Пак сме ние криви. Пак Затоа сме што така криви, ги а? учат децата од дома. Аха, Децата мора да бидат најдобро облечени, мора да имаат најскапи телефони, Да. мора да имаат. И децата Сега. децата сами си поставуваат прашања во главата. Овие прашања не се случајност. А реалниот Дали одговор на тоа е- председателката не сака, дали председателот не сака? дали председателот не сака? Да. И се ја ќе прашам, а за кој председател мислиш, за председател на куќниот совет Тој многу не сака. или за председателкава? Председателка верувам дека не сака. Те сака. Сака, сигурно. Морам да ја кажам дека верувам дека не сака. Значи не сака председателот, така? Да. Сите не сака, како сликата со Тито што беше на времето, не знам кој Да не гледа. Кого Тито мене. Тито е наш, не, ние сме Тито Титови. мене ме гледа, Тито мене не, Така, Тито така. сите не гледа. Тито е наш, ние сме Титови. Да, тоа е. Така, и никогаш нема да умре во мое време, така ни велеа. Тито е бесмртен и Тито никогаш нема Па да еве, умре. И ние дефинитивно е, бевме уште го деца, збори. Така. ние бевме деца кои верувавме дека Тито нема да умре и потоа бевме многу разочарани кога се случи смртта на Тито. Затоа убоја барале да видат дали стварно е. Да, точно така. Добро. Мене ми се падна едно прашање Ајде. од областа на биологијата. Што вика? Зошто косата на главата расте цел живот, а на рацете запира? Рацете и на нозете Има тука кај би некој што не додала. се Децата, да, како се мали, и како поголеми поставуваат многу интересни прашања врзани за човечкото тело, врзани за ете така не грави. Моите деца, пошто кај нас дома сите сме косати, кај нас има коса, дал Господ во изобилство. И Дајте малце. моите деца како мали веруваа дека имаш или луѓе со коса или луѓе кои што се раѓаат келави. Нема трето. Така се. Да. И мене ми беше тоа фасцинантно кога јас не можев да ги убедам дека кај мажите често пати се случува, не знам од кои причини, да во некои средни години, уште во младоста, косата се проречува и тие беа фрапирани и беа многу благодарни што не се мажи, што се жени, што косата нема да им падне. Имаш мажи како овие Така да. двајцава до мене, до веги што им расте коса. Па види, Намерно ми каква седна среќа вака. имаме Ша не мори? денеска. Да. Тука со залисток, еден залисток за тебе, еден за тебе. Да. Сузе, а за тебе ова тука. Јас ќе за тебе пополнам. немам, ќе мора да делите нешто. Јас ќе пополнам каде фали, ќе пополнам не. Еј, сам ми е да се измањам, сега трљања дека ќе искочам без коса со пешки. А како ќе им одговориш на децата, тато, зошто немаш коса? Зашто сум многу паметна. Да, А зошто? Не. А мама зошто има долга коса? Имам друго, не, имам друг одговор за тоа, зашто тато е повисок од косата. Ај сега да те видам. Тато е толку многу голем, што ја надрасне косата. Ај моето. Тука ми е негде. Чекај моето што се падна. Зошто оваа тетка или овој чичко е толку дебел?
А тоа деца да поставува. Не е баш за тебе, ова. Ја, не, ама... Тоа да што ќе му кажеш најверојатно шути ме. Тоа ќе биде одговора. Ама навистина е непријатно, а прашуваат, нели? Зашо е мама толку дебела, трудна да не е, и сега непријатно ти, ама... Не, ајде Марко, сакаш да ги одговориш, прочитай уште две, ајде. Чисто, значи ти си најмлад родител, мора да знаеш да ги одговараш. Ако лошите зборови стане лоши, кој ги прогласи? Лошата вештарка. Чекай уште. Одма мама ме со лошата вештарка. Добро, после? Дај ми ги парите, ќе ги чувам, па Не, ги... тоа беше претходното. Зошто луѓето прават лоши работи? Ајде, зошто луѓето прават лоши работи? Искрено не знам што ќе им одговорам на ова прашање, зашто јас се прашувам денеска зошто луѓето прават лоши работи. Класната Нема што вика... потреба. Бидејќи се несрекни. Ете, гледаш Добар човек не може да прави Абе, не случајно е класна се. Не е Тоа е тоа. случајно. Како мали, знаеш како ќе ги лажам, зашто не сакаат кучиња. Затоа. Боже, јас не сакам кучиња. Ете, ти си затоа лоша. Зашто Лоша седам си, тука, гледай, види. како си. Сега одма ќе ме демонтирам. Добра сум, ви давам подарочиња. Не можеш да ме купиш. Ќе си ги земам, ама не можеш да ме купиш. Добро, готово. Зошто Има- лепак од... Не е лепи од на внатрешноста од тубата. Ајде, зошто лепакот не се лепи стварно од внатрешноста? Затоа што нема воздух. Стварно? Да, ако ќе прими воздух, се стега. Ајде, добро. Зошто кај фрижидерот светлото се вклучува, а кај замрзнувачот не. Смрзнато. За таков одговор краток јас ги пукам. Смрзнато. Чао. Не ме замарај. Добро. Те се вратиме на тоа што свети. Ево фрижидерот свети зашто видиш тука има сијаличка. Кога ќе видиш тука притиска, тука не и така. Одми избегаваш одговор, вртиш на тоа што знаеш. Да се вратиме на почеток, емисијава да не ја гледаат. Твоите деца, молим те, кога ќе Јас почнат да искрено се надевам дека нема да гледаат. Не, вака додека се помали може да ја гледаат. Ова интернетов сега свечува. Бе, бога ми. Еден ден ќе пиша там глупостите на тато, ќе искочи. Марко. Целиот живот мој. Тоа ќе ти. Добро, да ви давам подароци и на крајот ќе заклучиме, може? Да, пошто таков е, нели, денов е таков. Значи се даваат подароци, се оди по гости, се збори за деца и за родители, најчесто родителите паметуваат, така? А вие треба да ми кажете дали некогаш вашите родители ви се извиниле за нешто што направиле? Дали ви се Мене да. извиниле? Ти се Мене да. извиниле, добро? Мене не. Не ти се извиниле, а? Па не сгрешиле. Не сгрешиле, аха, добро. право. Тоа е добра Се работа. извиниле? Мене да, јас реков растев во семејство на учители каде што златните зборовите молам, извини, благодарам и така натаму се користеа, ама без задршки. Да. Да, мене не ми се извиниле. Мене добра е тоа што сум научил од моите да знам да се извинам. Тоа да го репрескате, видиш ме потсети сега. Тоа е една добра работа исто така што сум ја научила, ама не секогаш да се извинам. Туку нели. Ако има потреба. Ако има потреба да не биде све. Еке жена ми секогаш има потреба ја да се извинам. Ама тоа е што Тоа не те научиле како да се однесуваш со жена. нема тоа како да се однесува се знае, она тучи како да се однесува со незе. Не те учат моите. Те превоспитува. Значи кога се мажи, Све од претходно паѓа во не вода. може. Да. Тоа дома кај твоите не може или не може. Така Добро. мајка ти да си го правиш дека мене дома. Чекај Сузе да ја прашам. Керката како? Ја превоспитува, она го превоспитува сопругот или? Или како мама кажала така? Па По веројатно битолското тоа. Па веројатно таму имаат своји принципи на однесување каде што јас и немам право да се мешам, но они си ја имаат добро уредено својата релација. Така, добро. Ама и од дома си носи нешто. Да. Нели? Добро, Сигурно. чисто да, добро е. Подароците, значи таму ги имате, на Огден ќе му дадам јас. Значи имате за Великден, Sara Fashion Home, значи ви даваат великденски подарочиња, ќе ви се најдат по дома. Фала, Снежа. За по дома, нели? Добро. Доаѓа пролетното чистење, значи прохигиена ви даваат. И значи имате и крпа за чистење и сите овие средства кои што се професионални да знаете дека чистат, повели. Тоа што си сам да гланцаш да чистиш, така Зашто е. ја ќе чистам Добро. цело време. Да дам Ако се изморите од чистење, тука ви се натура терапи, значи имате и сокчини, имате и витамини. Повелете. Ако ептен сте преморени, чекај.
Да ви кажам друго нешто, ако е птен ви е тешко, се преморите, значи веќе не можете да земете здив, тука ви е хипербарната комора, да дојдете да се освежите, значи 1 час да поминете, веднаш ќе се регенерирате, ќе добиете сила и енергија, тоа е исто добро и за пеачите да знаете, и за гласот, така да сите ќе ги добиете овие ваучери, повели, земи го, сите ќе ги добиете. И нормално кај се оди без храна, нели? Треба да се има гориво за да се работи, за да се пее, осоговски млечни производи за вас. Повели? Имам, значи, приметуваш? Како? Само на него, на вас ми дала. Ладрија. Имаме тука празни кеси. Мислам да не мисле, само се ставени зубава да изгледаат. Ладрија, хрватската козметика, значи на Сузе ќе подари овда една хидратантна крема, повели. Не дека ти треба да взема. Да, се подарок. Значи следен празник е 1 мај, те молам пак да не викнеш. За 1 мај. За нова година ќе ве викнам. Мин Финтек групацијата имате апликација која што можете да ја симнете за патување, за осигурување, значи си имате тука едно мало символично подароче. Уште нешто имам, чекај, уште 1 ваучер имам. Па Чекај. јас Па ти кажи. Јас сум со точак, Марко е со мотор. Оставите ги, ја ќе ви ги причувам. Знам, да. Исто како Па Марика. ќе ми ги врати. Тоа е мојата фраза, молим те. Ја ќе ви ги причувам, гарантирам Јас ќе ви дека чувам. нема. Значи имате 25% попуст Urban Life MK, значи овде го имате кодот, можете да си порачате што сакате, ќе видите каква урбана опрема имаат. Повели, значи сите ќе ги добиете, ич да не се секирате. Ниш не верувам да На крајот, ајде да заклучиме, еве го читам последното прашање, значи дали реченицата што ќе помислат моите ви е појдовна точка за правење или не правење на нешто се уште или не. Ајде, Гоце ќе почне, ќе заврши класната. Може? Па реално секогаш прво тоа помислам. Кога ќе реално некоја грешка, нешто, не знам, или нешто пред да одам негде без да кажам, или нешто, како ќе одам, кога што ќе каже мајка ми, што ќе каже татко ми. Тоа е многу нормално, многу реално. Така и за било што да направиш, ти е појдовна точка и ден денеска. Ти Да. одзвонува во глава. Да. Добро. Реално да. За родителите ме допира што ќе помислат, да. Така, добро. Марко, како е кај тебе? Не ми е појдовна точка, не се замарам со тоа. Да, слободно, фати тука. А тоа? Не ми е тоа појдовна точка, не сум сакал, многу ме болело кога ќе видам разочарување кај моите од некоја моја постапка што сум ја направил и тоа ми било како двигател понатаму да не правам. Иначе не сум се замарал премногу со тоа, леле, што ќе помислат моите. Откако ќе сум направил клупа, сум видел, леле, што ќе правам сега, што ќе ми направат моите. Тоа било работата. Па да, за реално кажувам. Повеќе со страф си Тоа помислам. било да од откако ќе направам, леле, зошто направив се, што ќе речат моите, што ќе ми направат моите. Ме разбира, поише страф од казната отколку мислењето. Моите како, но па ќе речам, ме воспитувале да обрнам внимание и на тоа, значи кога ќе сум видел дека ќе ги повредам моите во одредена ситуација со одредена постапка, не сум ја повторувал више во животот. Барем сум се Ама трудел прво си да- пробал, де. Ама прво да си кажам. Таков човек сум за жал кој што тежок како дете, признавам. Како да ме Добро, што израснеш. порасно ќути. Добро. Добро што порасна. Суза, За како кого е кај како? тебе? Па јас, бидејќи сум од она време, од минатиот век, од црнобелите телевизори, кога навистина во тоа време многу беше важно да не ги разочараш твоите родители, да не направиш нешто што се коси со нивните. Иако пак ќе речам и за тоа време ние имавме слобода на размислување, но не во таа мерка да здисуваме, да бидеме нешто авангарда не сме биле, секогаш сме биле скромни, но сепак еве и ден денеска, иако е само мајка ми жива, јас се што правам, гледам да не ја повредам во моите одлуки. Тоа ми остана, еве, толку години многу ги имам и ден денеска внимавам и со кои зборови ќе ја кажам нешто и како ќе ја соопштам нешто и внимавам затоа што сакам во овој нејзин стадиум од животот, таа има 84 полни години, сакам да имаме само убави спомени и да нема никакви нејасноти и недоразбирања помеѓу нас. Доблеста е човек се што прави да го направи умешно, да не го избрза, да не го направи да направи траума некому. Денеска имаме толку многу стари и несрекни и запуштени лица кои навистина
Само еден убав збор може да ги подигне. Јас тие зборови никогаш не штеде во мојот живот на зборови. Можеби во нашава Македонија на се штеди и на струја и на се штеди. Ама на убави зборови никогаш не штедев и секогаш се трудам со зборови да ја обликувам приказната. Може да видиш човек како е воспитан, по тоа како се однесува со своите родители на стари години. Тоа е убаво кажано. Ајде на крајот да завршиме. Еве, почна со убавите зборови. Еден убав збор, ако треба да им кажете на родителите вака во камера и да им кажете благодарам, пошто е, реков и празников е таков, нели, за убава енергија. Ја на моите ќе им кажам благодарам што ме научиле да почитувам се и секого, значи и предметите, и луѓето, и се околу себе. Тоа ми е најголемата благодарност. Ви благодарам многу и среќен празник. Еве, вака им се обраќам. Ајде, што ќе им кажеш ти? Кај да гледам у која? Кај сега? Ајде. Ви благодарам за тоа што ме направивте да бидам ова денес, што ме воспитавте и фала ви за цело време што сте тука со мене и што ќе бидете. Одлично. И среќен празник и на вас и на сите останати. Тоа се поздрави честитки на крајот. Ајде, Марче. Ви благодарам за сите критики и сите пофалби што ми ги дадовте на животот, зашто без тие немаше да бидам тоа што сум. Одлично. Гоце, ајде. Па, благодарам големо, затоа што ме направивте да бидам тоа што сум денес и што бевте со мене и кога бев добар и кога не бев добар. Сузе, затварај. Јас благодарам што ја имам мојата мајка и сакам и наредниот Великден да бидеме заедно. Да, убаво кажано. Ви благодарам многу што бевте мои гости, да дојдете пак ќе ви дадам подароци, да сте ми здрави и живи. Стан кога ќе даваш не сега? Стан за и кола и стан, да не се секирате. Значи како само заеднички да растеме, тоа е многу убаво и да се дружиме само за убава енергија и за Што ќе речат луѓето не е важно. Не, дека зборат. Не, па сериозно, една ето најубавите работи што сум ги научил од моите е тоа да не ми е гајле што мислат другите, да прифаќам мисле, да слушнам критика, да ја измозгам, нели да ставиш, да измериш, ама ако нели не ја бива и не издржана воопшто, не се замараш истина. Добро е така, одлично кажано. Ви благодарам многу, да си поздравите по дома. Со невеста да те чекаме следнава година. Нели? Убива што, а па и со невеста дечиња, ајде. Ајде, се да идеме како што треба. Вам ви благодарам што не гледавте. Сега може да ги отварате подароците. Се гледаме следната недела. Ајде.